И драги гледачи, добре дојавте во уште едно издание на нашата емисија Неславните. Продолжуваме од Кркалево дрво со предобар поглед од Скопје. Денеска ќе зборуваме за нешто друго, нешто поразлично. Ќе зборуваме за планинарењето, за љубовта кон планините, активниот начин на живот и ќе докажеме дека во животот за ништо никогаш не е доста. Овде со мене во нашето преубаво студио, овде ја имаме Паза Сарева. Добре дојавте во нашата емисија и да ве прашам, еве, Паза, прв пат да чуам некој со такво име. Од каде името Паза Сарева? Името, мојот кум сакал некоја девојка од Кратово, брат и бил доктор, не му ја дале и он тоа му останало да мене ме крсти, се појавил. Јас сум се појавила тогај и ме крстил Паза, а тогај немало да сменеш. Како ќе ти каже кумот, така родителите морало да прифатат. И со тек на времето, со растење, со све, јас кумот никогаш не го сакав. Единствена сте со тоа име во Македонија или има и други? Единствена сум сега во моментот, а порано тоа девојката што била, таа е возрастна жена, поминати од многу години, и уште една имала шлегово Паза, и таа е почината. Единствена жена сум јас. Ако мислат да најдат со моето име некаде, 500 евра давам награда за името. Значи имаме овде првата јавна награда во емисијава, тоа после толку епизоди. 500 евра давам ако најдат Паза со друга женска со име Паза. Значи ако има некој што се вика Пази ја гледа оваа емисија, нека се пријави и добива награда 500 евра. Давам у старт. И после тоа јас работев финансова оператива во македонски фолклор и на Капија кој ќе дојдат, Сарева се презивам и сите не може да ми го погодат името, уникатно име и затоа имавме еден сајко, он вика јас сум сајковски сајко, а тога играше враќањето во Идан. И таа глумицата што ја изедоа крокодилите, докторот си ја среди со пластична операција и Сара се викаше и он вика ти ќе бидеш од сега Сара. И ја почнав да си го менјам името, ама во тој случај ме најде на трагедија, мажот ми изненада ми почина. На 44 години јас, он на 50 и престанав со тоа. Али јас сега секаде и фамилија и све живо како уметничко име, планинарско, да кажам, се викам Сарева Сара. И секој може да отвори на Facebook и да види. Планинарам од 2009 година. Така, тоа баш сака да прашам, значи активна сте од 2009 после. Од каде сега обично, јас тоа што знам некои планинари, идејата им доаѓа пример средношколски студентски денови, вие малку подоста. Како ви дојде идејата? Јас пошто има повреда на кичмата тоги, 2 недели бев во ној, доктор Анче Џамбазов дојде дома, ме крена од постела и ми рече ти треба да планинариш. И јас почнав тоге со планинарење. Од 56 години, значи на 56 години почнувате да планинарите. Почињам да планинарам активно и одам на водно. Тамо среќавам еден мој комшија, вика шо, викам сакам да планинарам, вака и вака ми. Ајде ке нас у клубот Бистра и се зашени во Бистра и со Бистра имам многу добри, мислам, планинарење искачено доста врвове. Бев во Бистра до 2024 година, сега моментално сум во Огнените, али за тоа време јас активно планинарев и имам искачено доста врвове. Значи, еве, вака да разберат гледачиве, вие почнувате да планинарите заради здравствени проблеми. Ради здравствени проблеми. Така. И сега, дали кога почнавте да планинарите, ви се решија тие здравствени проблеми? Ми се решија тие здравствени проблеми и ден денеска имам 72 години, од 10 септември терам 73 година. Јас сум активна уште. На 68 години го искачи Арарат, највисокиот врв од Турција. Ајде вака малку хронолошки само додиме. Значи почнувате во 2009 да планинарите. И претпоставам почнувате водно, матка, така. Почнавме прво на водно. Како почнувате, кои се вашите први тури? Дали ви е тешко на пример кога Не, прва тура ми беше се зачени во друштвото Бистра, горе на водно во Даре Џампас, кога го сретнав комшијата, он вика дојде ке нас во друштво. И ја дојдов во друштво ке нив и прва тура ми беше на Патишка река Црн врв. И Остар врв беше и сите одат и ми вика тој што беше председателот Живко Темелковски, чека бе женска, ти сега се зачени и уште една другарка со мене, Искра Лазарова, и ние ќе одеме на Патишка река. Прва тура ни беше тамо така појака. Прво доводно одевме, да. И он вика, чекај, како ќе одите ви? Ние ќе одеме и тамо, отидовме ние. А имавте веќе опрема си? Да, опрема. Па добро, имавме нешто почетна опрема за тамо.
На 11 октомври заврна снег тоге. Одеме горе, се побелено, трчаме нагоре, они одат, вика, чекайте бе, не трчете, ќе се изморете, знаете уште колку имаме, а ние мислевме дека така треба. Али со тек на време го искачивме тоа. После тоа се враќам во друштво, кај одат сете и ја дигам рака. И требаше да одеме на кораб. А зимски услови. И тој еден планинар ми вика, чекај бе девојче, кај ќе одеш? Ти вика, абе ќе одам, кај одете вие и ја ќе одам. И ми вика, ќе те земеме. Уствари прва тура ми е после он на Боговинско езеро. И сите отидоа за Ајде Олимп. сега вака за тие што не се толку многу патени во планините, Да. колку е високо тоа, колку часа треба да се качиш. Бидејќи вака, на пример, луѓе да, што да, не се да. по планините не знаат колку е тоа уствари захтевно и колку треба. Захтевно е патишка река на остар врв и убава да колку искачеш колку има искачувањето. 3-4 сата комотно нагоре и плюс со другата страна се враќаме после па во патишка река. После тоа ја почнав. Значи тоа одење и враќање се некои 7 часа например. 7 часа имаш убаво одење. Да, вие веќе имате значи 50 и колку? 5-6 години има. На 56 години вие Да. одите 7 часа и тоа како Да. нов планинар. Да. После тоа почнавме, лето дојде, мислам така, ваму таму некаде одевме по така некои тури. И после тоа летото кога отидоа нашите секоја година одеа за Олимп и се искачуваа на Олимп, во Евродики, во кампот и се искачуваат на Олимп. Секој ден, мислам секоја година по 10 на души колку ќе се соберат, одеа кампуваа во кампот Евродики и се искачуваат на Олимп. И јас тога уште тазе не можев да рачунам на тоа. Еден колега ми вика, а ти што ќе правиш? Викам, па не. Ај вика да те пробам на Боговинско езеро. Ако идеш на Боговинско езеро, ќе те водам со мене секаде. И ја он тога викам, ќе дојдам. Леле, тога тргнавме од Шапка. Оставивме колата, вечерта во 1:30 сум се вратила дома. Отидовме на Боговинско, тога се одеше од Шапка до Боговинско селото, па до езерото, па од кај горе се вративме од кај Малтурчин, по ова што е летната планинска тура за на Титоврв. И он вика, ти си печена. Во 1:30 саат се прибрав ја дома, снаме ми звони, кај си, мамо, идам. И така и од тога 8 години со Владко Лазаров направивме многу јаки тури, тој е многу јак планинар, со него нема кај што не отидовме. Тоа планинарско друштво е како се вика? Бистра така беше, реков се, добро. А Бистра организираше нон-стоп тури во Бугарија. Во Бугарија Мусала сеа за 8... Мусала е највисокиот врв во Бугарија, така? Во Европа. На Балканот. На Балканот. Мусала е највисока на Балканот. Да, колку е висока Мусала, знаете? 2921 метар е Мусала. И после тоа ние продолживме почесто за Вихрен, Мусала. Ајде вака, Мусала, од тогаш до сега, колку пати го имате искачено На 8 септември, сега последното бевме, ја 28 пати Мусала искачив и во зимски услови и во летни услови. Значи, малце еве да направиме да биде по вака да сватат колку многу е тоа гледачи. Вие уствари на 56 години почнувате со планирање? До сега, значи, до вашите 28 пати Мусала. 28 пати го качувате највисокиот врв на Балканот. Да. А највисок врв во Македонија е голем кораб, така? Ако не сум грешка или Па голем кораб. и Солунска глава е висока се, да. Колку пати ги имате качено тие? Чека се вака. После Ајде, тоа ние еден по еден. во Бугарија продолживме и одиме по 3-4 дена. Ја бев 5 дена во Бугарија и искачив 7 врва. Со Буран, цела екипа бевме 5 души. Буран, Мано, Гоце и Зинур. Ние искачивме 7 врва. Безбок Положан, Вихрен, Маљовица, Рилските езера, Мусала. Бевме на Рилец и тамо исто многу јак врв. Нема во Бугарија кај што не сум била на врв. И ова Вихрен мене ми е 25 пати искачен. Маљовица исто 25 пати, Рилските езера уздуш и попреко сме ги шетале и многу. После тоа тука низ Македонија. Да почнеме од Солунска глава, од кај Велес. Солунска глава, јас до сега имам искачено 35 пати, пошто нашиот член Буран искачи, веќе се припремаме за 1500 искачувања, ја на сите искачувања сум била присутна кај него, ќе докажам со документи, со слики. На Кожов имам искачено свеживо планина, после тоа идеме во Прилеп, исто тука трескаве сме тие турите. Пелистер,
во Битола, од сите страни, и од Големо езеро и Мало езеро, и тамо нон-стоп ни беше Пелистер приоритет зимно време. На Магаро имам сигурно преку 20 пати искачено. После идеме ваму на Црн камен во кажи го во Струга. Струга, тоа тамо исто. И тамо се имаме искачено. Да, што спомнавме за голем кораб, колку пати го имате? Сега не чек, идеме поред тука. добро. Маврово. Имаме и тука искачено многу врвове на Маврово, Сандакташ, тука доста врвове имаме. Сега чекам моментално како се викаше, тоа е многу високо. Сандакташ е околу 1900 и нешто, знам, висок. Да, тој тука, мислам Така. имаме и тука исто. Имаме искачено ваму од кај Галичник, обавезно секогаш идеме на Галичник за искачувањето на Галичник. Мислам за празникот и тога искачуваме. Од тука Добро, значи се имате качувано во целиот тој регион, вака, и се стигаме до највисокот во Македонија. Дешат, Крчин, Тоа сме. Мал Крчин, Голем Крчин, вамо од Гари имам искачено Бабин Срд, имам искачено Биг Дурак, Стогово, тоа се сум поминала, не знам по колку пати, тие ни беа омилени тури. Идеме искачеме прво Мал Крчин, Голем има ли Крчин. сега вака, мислам, нели убаво сте ги поминале, значи нема некој врв во Македонија што го немате? Па нема, ретко некој што бил, што не ни интересирал. Иначе Има, например, временски период во годината кога се оди, пример, Да. кога не се оди. Еве имаме вака тоа временски, да биде секој по-јасно. врв си бара свој временски период за одење. Значи, например, во февруари, март, кога се снеговите, веројатно не може Не може секаде да се искаче. Ете, кои се планините кои што не може да се посетат, пример, зимно време? Како е тоа? Шапка. Шапка најголемите се тука тие проблем. Тито врв го имам искачено 25 пати. Тука имам Скакавичко езеро, тие другите тамо Остри врв, тука ги има после тоа на Плат тука. Го имам искачено Тито врв од задна страна, од горна лешница, од задна страна тоа нешто подсеќа на Олимп. И тамо 7-8 пати го имам искачено. За тоа, да. И тоа го имам искачено. После имаме доста тури направени од косовска страна, од наша страна Пирибек го имаме искачувано, ова Љуботен. Љуботен сигурно не сум више до 20 и некој пат броев, ама сигурно над 27 пати и Љуботен го имаме искачено. Прекинате да броите после. Да, прекина више не. Тука е Ливадичко езеро, па Пирибек, Генерално да, вака сите врвови. Да, сите врвове вака и погранично, мислам така, ги имам искачено доста сите сега врвове. меѓу другото, како што спомнате, највисок, Кораб. првиот најголем, да, ајде, Кораб. Еве за кораб, исто и него над 20 пати го имам искачено, баш и со внукот Марко Годнесов и ми викна тоге бабо, сите планинари, мислам, јас сум една од највозрасните планинари и не само Македонија и по Србија и по Босна, доста пријатели имам и сите ме знаат. Кај да одам, ја Значи, немам гајле. имаме често вака кај нас во студио да имаме највозрасен планинар на Балканот, Да, па можда не на Балкан, ама за сега сум, мислам. За сега сум. Супер. Да, после тоа во Секој час Грција. мислам за истрајноста. Да, во Грција Олимп го имам искачено 7 пати. Сега се спремав за 8, ама ова лето некако не ми се наместија коцките. 2 пати го имам искачено Триглав, 2018, 2019. 2019 го искачев и Доламити, Пизбое, 3196 метра. И таму се сретнав со една група планинари од Словенија, од Србија, од Хрватска, од Босна и се пронајдовме таму многу и на крај викам ајде да запееме, да заиграме Југославија. Од Вардара па до Триглава све е Југославија. И така Значи, едно добро големо планинарењето иде заедно со пеењето сега доста Да, и тамо си игравме, си пеевме и тоа го имам и како видео. Чекајте вака малку кога ги спомнавте песните. Да ви пуштиме некоја песна, дали може па вие да видите која пее, како ја пее. Ние малце во емисијава знаеме понекогаш нешто и да прашаме да ви кажам. Важи, сум спремна да одговорам. Ке треба ми кажете кој ја изведува оваа песна.
Ова е една од нашите најстара и најквалитетна пејачка и се нема што не ја знаат и децата веќе ја знаат, не за Васка Илиевски. Васка Илиева, така. Да, Илиева. Да, ја знаете значи песнава и Да, пеете и често. комшика тука, јас живеам во Бутел, она во Родишани, сме се среќавале повеќе Така. пати тука од населбата и Васка Илиева ја уште памтам како дете наизем. Така, добро. Рековте дека значи сте го поминале цел Балкан, но кој ви е вака најголем подвиг во целата ваша планинарска кариера? Мусала. Мусала да ми кажеш и дење и ноќе ќе искачувам и во летни услови, и во зимски услови. Мусала ми е стварно. Ама сте били и во Турција, веќе Да, сте да. го проседиле највисоко. Да, највисоко. Ја уплатив и за да идам во Мароко на Атлас, ама на нас ни дадоа визи, на мене и на Буран, а на вие другите беа другарите што беа од Тигрите, на нив и бара некоја процедура, ни пропадна по 400-500 евра. Значи, ама како што спомнавте преска во Турција, кој врв го имате искачено? Арарат највисокиот Така, врв во Арарат. Турција е тој. Сега мене тоа ме интересира повеќе, бидејќи други врвови се на пример околу 2000 нешто метри Не, високи. тоа е 5137 метра. Тоа е 5130. Сега, колку време се искачува тој врв? Како трае целата таа експедиција, колку време? Процедурата вака треба ми за е. спремање? Тргнавме од аеродром тука, стигнавме во Турција на нивниот аеродром, најголем аеродром кој се симнувавме, стварно огромен е нешто, тоа недоглед. После од тука отидовме уште до едно место, уште саат време се возевме, па стигнавме таму во Дујего Базит, не пречекаа со комбе, ние си имаме предплатено комбето од Колку Скопје. луѓе бевте од Македонија? 8 души бевме од Македонија, 9 уствари. Јас едина женска, најмладиот ми беше 24 години, Ѓоко Белевски од Квадарци, а другиот ми беше 52 години од Козле тука, а јас највозрасна бев 68 години. Значи, ова било пред 4 години. Да, на 68 години го искачив ја Арарат и стигнавме во Дујего Базат, се сместивме во хотел, одморивме се. Утрото сабале дојдоа со комбе не собраа, стигнавме до 2000 метра висина, таму не пречекаа со коње, големите ранци ни ги земаа со коњето, а ние најнормално до горе. Ве пречека мештаните. Мештаните од така? таму, тоа има се обезбедено, тоа е на агенција Сима и си ја воде турата. И сите ни собраа големите ранци, отидовме горе на 3200 метра. Добро. Одевме на 6 сати добри, пошто се е Карпес дел. Ова е првиот ден кога стигате, Да, така? првиот ден. Добро. Вториот ден фактички, првиот ден бевме во хотел, утрето ден стигнуваме до 2200 тоа со комбе и после тоа продолжуваме нагоре до 3200. 5-6 сата одевме зашто е многу Карпес делот, се е низ Карпи мораш да се поминуваш и тука сретнавме ни деца горе, луѓе, тоа нешто неверојатно, таму живеат тие мештани. Се беа со флеки, по коси, по лице, по ова, немат, не знам, до од висината нешто. И ја ми кажа, овој што не водеше водичот Тоше од Велес, ми вика, Сарче, секој што можете земите нешто, да ја дадеме на тие деца. И ја отидов, напунев една кеса и до тамо го износив, кога ме видо надоле, кога се вратив, пак не пречека, ми дадо една марама за заквалност. Презадоволни од тоа што сум ми однела. Грички, миски, нешто така беше. Да, ама вниманието го ценат. Тоа Да, тој и не пречека и ми поклони една марама така, они ги прават таму. Добро, сега се стигнале таму. Сега стигнавме на 3200, горе камп е тоа веќе, огромни шатори, тоа ќе го прикажам и со слики ако треба. Внатре во шаторот нема што нема. Имавме шатори за спиење, шатори за јадење, од кујната тука, не пречекаа. Во тоа кампот све се сместивме со јадење со се. Ни изготви едно месо, таму има едни овци, кај нас такво месо нема. Тоа отидали се планински горе, тоа не може да го приметеш од не. Тој куваро беше прекрасен. Јас на враќање кога си поминав, му оставив свеживо и панталони, и јакни, ракавици и свеживо. Му оставив на Енвер, еден дечко, 23 години. Он не водеше, голема благодарност до него. Човекот стварно беше мама Саја ме викаше. Мама Саја. Добро. И ајде, да. Преноќувате таму и сега продолжувате? Не, после тоа, утрето ден стануваме, така, доручкуваме и се спремаме да одеме до 4200. Вршиме веќе аклиматизација. Така, Да. може тоа да објасни, значи како е сега тоа во планинарство поделено до 3000 метри врвовите се без аклиматизација. така над После 3000 тоа метри над веќе 3000 више треба поредок да е имаш. воздухот, Да, така. поредок воздух. И се качевме тој ден исто
до 4200, тамо не пречака, пак шатори паркирани, се не пречека, ни дадоа ручек и после тоа одморивме малку и па се вративме на 3200 висина. Пак се вратив. Пак, тоа е климатизацијата, се така. качуваш и се враќаш. Преспавме и од тука тргнавме утрето са бајле. Вечерта кога се вративме, имаше дојдено 80 души планинари. Од други места, они требаше тука да преспијат, а ние веќе утрето тргнуваме, климатизацијата завршивме и тргнуваме за да се скачуваме на Арарат. До самиот врв, да, одеме утрето ден пак до 4200, стигнуваме околу 2-3 више, 5-6 сата, убави се одат. И тамо веќе до 5 сат, 6, и овој ни рече, јадите, пиете што сакате и мора да легнеме да спиеме. И преспам. На што спиете? Се тоа само малку така. Ното доле на шатор, што има тоа? Така, што најдете така? Па не, тие со премени шатори. Само мене ме интересира во кој месец ова го правите, значи ова голема тура? Ова во 24 тргнавме од тука јули, а на 5 август са балето бевме на Арарат. Добро, значи Да. стигате, колку дена ви трае се целава експедиција? Па сега ни трае како тоа доваѓа некаде. Чеки вака идење, првиот ден, вториот ден, Дуего Базит на 3300, па после бевме на 4200, па на 3300, па утрето ден на ова идевме, па после се вративме па во овој камп, па некаде 8-9-10 дена, така не издржа. Значи, околу 10 дена треба за да се стигне до Па највисокиот да, сега мислам... Какво е чувството кога ќе стигнете на врвот? Скачивме за 5 сати и 15 минути, бевме на врв. Тргнавме нагоре, до пред некаде 3 километра пред врвот имаш веќе снег. Тука мораш дерези ставивме и сите нагоре. Ја трета се искачив на врвот, а двајца нешто и се слоши и викам, братите се нив да ги земете, сакам сите да се искачеме, 8 души. Се искачивме, горе е тесен врвот, немаш место кај да се ногно, а сите бевме капнати. Минус 25 беше горе на планина. Минус 25 во август. Во август. И се сликавме на брзина и се спуштивме надоле. Веќе моравме, зашто и стигнавме доле во кампот на 4200. И во 5:15 бевме, во 1:15 тргнавме, не, во 12 тргнавме, во 5:15 бевме на врвот. После тоа одморивме, се сликавме и се спуштивме доле на 4200, одморивме малку и па доле во кампот на 3200. Значи тоа е вака најголем подвиг што ги имате направено? И ја мислам и сега да би отишла, пак би сакала да го искачам. Така, мислите дека имате физичка спремност? Па спремност треба да има само во глава. И во глава многу е. Кога веќе го спомнав тоа е вака ние знаеме некој прашање да поставиме. Кој е македонецот што ги ми искачува сите врвови што се над 8000 метри? Сашко Кедев, мојот штипенец, Се знаете лично? Да, се знаеме со него, на некој врв? Он се враќаше од Тито врв, а ние се качувавме по зимската тура, тука си имаме сретно. Супер. Да. Сашко, бидејќи одговоривте точно? Да. Сега веќе ви донесам вака овде, знаеме нешто да почастиме, овде имаме греана ракија. Повелете, ова е за вас. Од домакините во Кркалево Трво. Благодарам многу. Да. Да и се множи ова година се повише и повише да имат гости. Да, повелете овде има и туршија. Благодариме. А меѓу другото, само да ви кажам дека имаме и еден подарок за вас што ни го создава нашата емисија. Ова е книга од Матица. Повелете. Благодарам многу. Не требало, али ајде пак потоа. Добро, и само едно кратко завршно прашање. Кои се вашите идни планови и што имате вака нешто смислено за текомната година што ни доаѓа? Јас би сакала нешто повише да си дозволам, ама сега имам еден внукот од ќерка ми, него го повлеков во овие води и сега ако би инвестирала во него. А јас ке си ја држам пак Бугарија, Грција и Македонија, додека можам, нема да се откажам. Тоа ми е најголем приоритет, сега внукот. Супер, нека ви биде со среќа. Фала, се надам дека благодарам. на луѓето што не следат со оваа емисија им докажавме дека ништо не е невозможно и никогаш не е доцна. Ви благодарам на сите што не гледавте, ви благодарам вам што ни гостувавте. Гледаме во следната емисија, а сега може да наздравиме со греана ракија. На здравје! Живи и здрави!